Независниот академски синдикат ги бара 10% покачување итно. Апелира до спикерот Џафери, но прашањето не беше ставено пред претениците до распуштањето на собранието. Му пишаа и на Спасовски, но и од таму молк. Алармираат дека во високото образование со години се негува висока корупција. Тврдат дека универзитетите кои се во блиски односи со власта имаат можност да го зголемуваат академскиот кадар, додека оние кои немаат исклучени се од таа можност. Оние универзитети, факултети, институти кои што се во блиски односи со одговорните од структурите на власта, од различни причини, добиваат согласности за вработување. Од друга страна, факултетите мора да примат повеќе студенти за да се ги обезбедат платите. Нашите решенија се да се подитно да се воспостават критериуми за финансирање генерално на универзитетите и на научните институти. Тоа е едното, а во поглед на платите предлагаме колективен договор. Средствата за образование имаат постојан тренд на намалување во последниве години. Од 4,4% од бруто домашниот производ во 2010 година е намален на 3,5% во 2018 година. Во надолен тренд се и средствата кои се вложуваат во високото образование. Споредено со 2010 година, каде 1,1% од БДП се вложувале во високото образование, во 2018 година се сведени на 0,8%, покажуваат истражувањата на синдикатот. Кон крајот на минатата година, министерот Адеми се согласи за покачување на платите во високото образование во висина од 10%. Потоа следуваат директни услови да се формира нов синдикат, настрана од СОНК, со кој би потпишал колективен договор ако професорите сакаат 10% покачување.